Господине Христоски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер до вас и до гледачите на Сител телевизија. На овие локални избори барате трет мандат поред за да раководите со општина Крушево, би рекол еден од доајените на локалната самоуправа во земјава. Кој е мотивот за да се бара уште еден мандат од крушевчани? Изминатиот период од 8 години се посветивме искрено не само на Крушево, туку и на сите населени места од општината. Градевме равномерно, разумно и одговорно. Се однесувавме домакински и кон општината, и кон се она што значеше буџет и разумно трошење на парите кои ги инвестираат, односно ги вложуваат својот капитал, граѓаните. Исто така се посветивме искрено на горливи прашања и потреби на сите наши сограѓани. Не само во градот, туку и во сите населени места. Изградивме, реконструиравме, саниравме околу 50 километри локални и регионални патишта во и околу Крушево. И ова е период каде што, покрај тоа што ги поврзавме градот со сите населени места и регионалните патишта со соседните општини од Крушево, сега овој период сакаме исклучиво да се вклучиме и да решаваме суштински проблеми внатре, во Крушево и во секое населено место. И од тука најавувам по еден капитален проект во секое населено место, најмалце по еден проект, и ќе се насочиво исклучиво на Крушево. Тоа е едната страна. Има нешто што во овие 2 мандати, 8 години не сте оствариле, па од тоа што сте го ветиле, па сакате уште еден мандат? Па имаме доста проекти кои сме ги сработиле изминатиот период и граѓаните тоа го препозна на претходните избори, така да продолжуваме заедно и затоа викам заедно еднакво е важно Крушево, затоа што Крушево е на сите и го чувствуваме како символ на државата. Не, имаме проекти кои се од ветеното. Од ветеното веќе се над 90% реализирани проектите и проекти кои веќе сме ги започнале, но не се завршени. Имаме обврска да завршиме и доста проекти кои се горливи прашања и потреби на сите наши сограѓани. Во вториот круг влегувате со предност од околу 361 глас, така? Пред вашите конкуренти, односно вашиот главен конкурент и во вториот круг, Нико Чонески од ВМРО ДПМН, другите двајца освоија вкупно 268 гласа. При излезност од 67,28%, како што беше во првиот круг, какви се вашите очекувања во однос на резултатот, но и излезноста од и според овие бројки, само тоа може да ви направи разлика? Излезеноста беше голема, за разлика од целата територија на државата. За овие предстојни локални избори во Крушево имавме 4 кандидати и покрај тоа имавме разлика од 361 граѓани плюс кои гласаше за нас и е довербата огромна кон мене. Очекувам овој круг да биде најмалце двојно поголема и убедлива победа, затоа што е ова навистинска референдумско изјаснување на сите наши сограѓани каде сакаат Крушево да го гледаат. Или во апатија за последното запоставено или кон иднината, прогресот и развојот. Сега за тоа да биде така, ако ви изберат за нов мандат, бројките велат 5 советнички мандати за СДСМ, 4 за ВМРО ДПМН, по 1 за ДУИ и Вреди. Доколку станете градоначалник, ќе треба голема умешност за да имате поддршка од Советот. Дали таму веќе имате договорени коалиции? Немаме договорени се уште коалиции, но преговорите се во тек на советничко ниво, но и на меѓупартиско ниво и веќе имаме мнозинство во Советот, така да граѓаните ќе бидат рамнодушни во тој поглед дали ќе се гласаат проектите во интерес нивни или не. Тие ќе бидат изгласани со мнозинство во Советот и Крушево ќе оди напред. Мнозинство имате со представниците, односно советниците од македонските албанци? Да. Значи со нив веќе имате договорена соработка? Па преговараме, да. При крај сме со преговорите и веќе сме во тек на реализација на... Прво прашање кога интервјуираме кандидат од Скопје, овде обично е справувањето со екокатастрофата предизвикана од несобирањето отпад. Има Крушево таков проблем? Имаме. За жал, тој е републички проблем, не е само на Скопје, туку и на цела територија на државата, но тоа не е оправдување за секој од нас како градоначалници. Ние презедовме конкретни чекори, затоа што често се пали депонијата во Крушево. Правиме проект, имплементираме проект заедно со нашите партнери од државата и надвор од неа, со експерти, да интегрирано управување на отпад. Тоа значи примарна и секундарна селекција на отпадот. Ќе поставиме канти уште во самите домакинства, по 2-3. Ќе набавиме преса за пресирање на овој материјал, кабас материјал и така натаму, за хартија, пластика,
5 на ниво на општина. на ниво на општина и сето тоа ќе го одведиме до регионалната депонија, каде што веќе имаме договор како 17 општини во Пелагонискиот плански регион. А во телефонскиот разговор со вас ми рековте од Крушево почнува се. Сега земам предвид тука дека 2 мандати сте веќе градоначалник, трет мандат барате. Според изборните резултати на СДСМ Крушево практично може да остане една од ретките социјалдемократски упоришта со оглед дека вие добивате 3 мандати. Зошто е тоа така? Затоа што Крушево е револуционерно. Не е само револуционерно, туку е и слободарско. Сите здраворазумни граѓани или мнозинството граѓани, без разлика на пол, етникум или било каква друга поделеност, ги препознаваат нашите политики на заедништво, еднаквост и Крушево кое се гради и променува во секој поглед од општественото живење. Ако Крушево беше запоставено, заборавено и буквално на колена, денес Крушево се гради и променува. Се изградија доста патишта, канализациони системи, водоводни системи, инфраструктура во секој поглед, спортска инфраструктура. Денес имаме светски првенства во Крушево, европски првенства, меѓународни настани, културни и така натаму. Крушево беше прогласен за град на културата. Еве сега пред 2 недели е прогласен исто така како Green Destination или зелена дестинација. Со тоа започнуваме општ развој на Крушево. Тоа значи дека сте задоволни од тоа како изгледа Крушево по 8 години ваше владење? Па, ако ме прашате дали сме направиле доволно, секогаш имало простор за повеќе. Но направивме разумно, онака како што граѓаните бараа. Решивме доста горливи проблеми и потреби на сите наши сограѓани. Да речеме водоснабдувањето, инфраструктурата. Крушевчани газеа буквално кал до колена. Во некои населени места немаше водовод. Значи тие работи ги изградивме и треба да се унапредува, да се надградува сето тоа. Но со текот на времето ќе биде Крушево, ќе добие вистинскиот сјај и ви го гарантирам тоа дека Крушево ќе биде вистински символ на државата. Добро, велите нов капитален проект во секое село и континуиран развој на Крушево. Има ли проект што може да направи разлика од досега, би рекол, стандардните најави на кандидатите за градоначалници? Тука зборувам за реконструкции, реновирања и понатаму што влегуваат во доменот на секојдневната работа на градоначалникот. Што е тоа што може да направи разлика, што ќе им го понудите на крушевчани? Па имаме неколку капитални проекти, десетина капитални проекти. Во тек се топ 5 капитални проекти кои ќе се имплементираат во наредните 5 години. Пред 2 недели го подпишав, односно пред недела дена го подпишав Cross Border проектот или за прекугранична соработка со Република Албанија заедно со Европската унија, каде што ќе изградиме ново полетиште. Тоа ќе донесе плюс инпут врз локалната економија, каде што Крушево ќе го почувствува вистинскиот инвестициски бум. И во поглед на туристи, каде што досега рушиме буквално рекорди со посетеност, но и понатаму ќе се направи подобра локална економија, нормално кон сите давачи на услуги во Крушево. Од друга страна ќе изградиме огромен парк на местноста Гумења, каде што беше исто така спортскиот комплекс недовршен, нефункционален, недоволно функционален во изминатиот период. Исто така пумпната станица која после 40 години комплетно ќе реконструираме со нови мотори, нови пумпи, внатре нова инсталација, внатре во неа заради да се сето тоа го правиме да се намали трошокот кон ЕВН и овие сите што се доверители до сега кои комуналното претпријатие беше во загуба изминатиот период. Ќе се намалат трошоците за струја и така натаму. Исто така изградба на обиколницата во Крушево, каде што сакаме тешките товарни возила да не поминуваат низ централното градско подрачје, каде што не само што се загадува, туку доаѓа и до сообраќаен метеж и густина во централното градско подрачје. Сите овие проекти кои ви ги набројувам до сега се обезбедени средства, дали тоа од европски фондови или од кредитите кои владата ги најави, меѓутоа истите се разумно имплементираат или ќе се имплементираат во наредниот период. Учествувавте се во проекти на огласот на владата? Да, и во едниот и во другиот. Ако од ЕУ добивате нов грант од 800.000 евра, вели за прекугранична соработка, тие пари ги калкулирате во вашите проекти? Колку ви е буџетот на општината? Буџетот, ако ви кажам, е многу символичен и многу мал. 120.000 евра, каде што ние 99% ги користиме за проектна документација.
Сите тие проекти ги аплицираме. Дали тоа на фондовите на државата или надвор од ДЕЗЕ, но сите тие до сега се имплементирани. И донесовме десетици милиони евра во Крушево изминатиот период. Че ако можам да од ова да заклучам, овие 800.000 евра парите од владата, све практично вие сите проекти ќе ги сработите со данаци. Точно така. Пумпната станица во село Норово, која го водоснабдува цело Крушево и општината, кошта 500.000 евра. Обезбедивме средства преку Европска инвестициона банка. Тоа се грант. Исто така овој парк и овој што го најавив проект на Црн врв по летиштето за параглайдеристи се обезбедени средства од Европска унија. Да. Питорескно Крушево. Таков еден епитет, ако му Исто дадам... така имаме и други донатори кои Так, заедно да, Сдруженија на граѓани, експерти кои се Јасно ми е со вклучуваат. 120.000 евра буџет, јасно ми е како функционирате. Практично градот е споменик на културата, на историјата и на поновата македонска историја, како што е спомен домот на Тоше Проевски. Сега, голем број на туристи од различни области, од различни возрасти ја посетуваат општината, вклучително и спомен домот на Тоше Проевски, каде што младите се преце во еден број кој што предничи. Ако на тоа се додадат зимскиот, летниот туризам, прашањето е дали Крушево има доволно сместувачки капацитети, па и паркиралишта, она од што сите стравуваме кога ќе одлучиме да посетиме Крушево или нешто во Крушево. Овие години Крушево чувствува експанзија, односно многу привлекување на домашни и странски туристи. 90% преку летниот период се странски туристи. Оваа година имавме светско првенство за параглайдерство и 7 меѓународни надпревари. Тука беа англиското, чешко, словачко, словенско и така натаму. Меѓутоа имавме и домашни спортски, културни и други настани, каде што имавме и аутдор фестивали, каде што за еден викенд имавме 2-3 посетители. Ние сместувачките во капацитети во Крушево ги категоризиравме изминатиот период и покрај приватниот смештај од 1 до 3 звезди и хотелскиот дел. Во приватниот смештај имаме околу 600 категоризирани легла и во хотелите околу 400, што значи 1000. Меѓутоа во летниот период не се доволно. Во поглед на сообраќајниот режим или сообраќајното одвивање, особено во централното градско подрачје, имаме доста проблеми и сакаме во наредниот период да направиме проектна документација за сообраќајен режим на движење не само за возилата, туку и за пешаците. Затоа што централното градско подрачје или јадрото на Крушево треба да го заштитиме повеќе со пешачки патеки и сакаме повеќе секаде онаму каде што имаме можност да направиме паркинг места. Имаме во теке проширување на од делницата, да речеме Коча Миленку, направивме 10 паркинг места, на платото на кај Монтана направивме, мислам во теке реализација на паркинг места, под болницата, под здравствениот дом во Крушево исто така. така. Ме прашувам од моето детство, ако е некое сеќавање во однос на Крушево во зима, беше возилата се ставаат на влезот од градот и потоа се оди пешки каде и да сме се упатиле. Со оглед дека се работи за таква една географска структура на земјиштето и на самиот град, можно ли е едноставно Крушево да биде зона без автомобили, а да има место каде што ќе се остават сите возила? Освен зитни неодложни работи, Крушево може да живее и затоа што е Крушево секаде блиско. Кај да одите, можете за 2 минути да стигнете од најкраткото до најоддалеченото место. Потребите се огромни на граѓаните, ги разбирам јас нив, но мора да најдеме решение да секој кој има потреба да го остави своето возило, но и оние туристи кои ни доаѓаат да имаат непречен прием, наоѓање на соодветно паркинг место, да можат да одседнат дали во локалните локали или во сместувачките капацитети. Добро, ви посакувам успех во недела. Останува уште еден ден да имате да се искажете како сакате, потоа следи настанот предизборниот молк. Томе Христоски, кандидат за градоначалник на Крушево од СДСМ, гостин во тема на денот. Ви благодарам и на вас и покрај сите притисоци од централната власт ги повикувам сите мои сограѓани да ова биде вистински референдум за Крушево и каде сакаме Крушево да го видиме во наредниот период, во минатото или во иднината. Ви благодарам.